Трето оделенците од основното училиште Гоце Делчев од Тетово и нивната оделенска наставничка Сонја Трифуновска. Во ова издание на емисијата Растеме ќе ни покажат зошто треба здраво да се храниме. На оваа тема наставничката создаде едукативна сликовница со дигитални задачи под наслов Петар учи за здрава храна. Додека децата преку едукативни активности ќе ни покажат што треба да јадеме, а што не. Наставничката Трифуновска веќе ви е добро позната по својата креативност. Нејзините часови во училница се секогаш оригинални, но и во време на пандемија знае да го збогати образовниот процес, така што снимаше повеќе видеолекции, креираше игри за Едуино и прави лекции за JetMinds. Најпрво разговараме со неа за нејзиното прво дело, но и за учењето онлайн. Објавено е вашето прво дело, за што станува збор и за кого е наменето? Ова е мојата прва книга и тоа е едукативна сликовница со дигитални задачи и наменета е за децата од 6 до 10 години. Темата која што ја работев е за здрава исхрана. Мојата идеја беше преку приказна да ги воведам децата во некој секојдневен проблем и преку случките на Петар да може да разберат зошто треба здраво да се хранат, каква храна треба да се користи и на тој начин учењето да им биде олеснето, да им биде забавно, интересно, преку игри и на крајот на книгата да може да направат проверка на наученото. По што се разликува оваа книга од останатите и што може да се научи од неа? Оваа книга се разликува од останатите по тоа што јас сакав малку да биде осовременета и да може децата преку апликација за скенирање на кодови да влегуваат на линкови каде што ќе им бидат понудени различни задачи. Сега тие задачи нудат некое интересно искуство за децата, значи можат да дополнуваат, да поврзуваат, да решаваат задачи, може да играат игри, па дури има игри со поени, па и да се надпреваруваат во нив. И тоа ќе им биде, како што кажав, прекрасно искуство, сигурно. Така, дали веќе ја применувате во вашата работа како оделенски наставник? Јас мојата книга ја применив веќе кога учевме за здрава храна. Например, во воведниот дел може да се прочита приказната, а додека задачите кои што се дадени ги искористив како за примена на ИКТ во наставата. Меѓутоа, оваа книга не може да се користи целосно во наставата, всушност да ја имаат сите деца и јас како наставник, бидејќи моментално во образованието смеат да се користат прирачници образовни кои што се поддржани од МОН и кои што можат да се користат. Меѓутоа, во догледно време најавено е дека наставникот може уште поголема креативност да има во наставата и да си воведува извори на учење какви што си сака. Тој значи има послободен избор и се надевам дека тоа ќе биде во блиска иднина и дека ќе може слободно да се користат ваквите едукативни книги и прирачници во наставата. Какви се досегашните реакции на децата, но и на возрастните? Бидејќи досега ова само промотивно издание, има само неколку примероци од книгата. Не можам баш да ви кажам какви се реакциите, меѓутоа оние дечиња и родители до кои што допрела оваа книга, можам да кажам дека има убави реакции, дека книгата многу им се допаднала, дека е интересна затоа што има не само дел за читање, туку и дел каде што можат децата и да си решаваат задачи и да се забавуваат.
Така, со оглед на тоа дека ви е прво дело, од каде е идејата? Искрено идејата ја добив со започнување на пандемијата, затоа што тогаш почнав да истражувам многу дигитални алатки. Наставниците се најдоа пред голем предизвик, а тоа е учењето на далечина. Како да го направим, да ја направиме наставата да биде за учениците квалитетна и учениците да продолжат со својот напредок во учењето. Беше многу потешко отколку во училница, затоа што многу е важен живиот збор на наставникот. И јас почнав да ги истражувам тие дигитални алатки и да наоѓам различни страници каде што можам да правам електронски книги, каде што можам да правам наставни листови, да сама да креирам образовни игри и наоѓав методи како на учениците да им го приближам учењето, да им биде поинтересно и да ги мотивирам всушност за учење. И мислам дека преку приказната е многу блиска до децата и повеќе може да се вложуваат во учењето и да имаат поголем напредок. И тоа ми беше некако поттик да почнам да пишувам за нив. Дали веќе подготвувате нови книги? Да, јас имам напишано текстови за уште 2 едукативни сликовници и сега во моментов ги подготвувам и дигиталните задачи во книгите. Така. Во време на пандемија, како е да се работи како оделенски наставник, со оглед на тоа дека од секогаш сте биле вие креативна, дали креативноста ја воведувате и во оваа ситуација во која што се наоѓаме? Минатата учебна година, кога работевме онлайн, нели, со учење на далечина, тешко одеше, вистина, и многу мислам дека многу послабо напредува учениците за разлика од периодот пред пандемијата, затоа што и ние се најдовме во ситуација затекнати, затоа што ние како наставници реално не бевме запознаени со многу дигитални алатки, како тоа да го применуваме во наставата и сега секој наставник се снајде на свој начин. Значи, може да се вметне и тоа како креативноста во дигитализација на образованието во примена на дигиталните алатки. Успеав јас до некаде тоа да го направам, се вложив, меѓутоа сепак мислам дека многу поголем ефект ми има наставата во оваа учебна година, бидејќи сум работам со трето оделенци и сме со физичко присуство. Гледам дека многу поголем напредок има кај учениците. Затоа се надевам дека што поскоро ќе заврши пандемијата. Ви благодарам на разговорот. Ви благодарам и на вас за поканата. Сега е време учениците да покажат што знаат. Почнува часот за здрава храна. Спремни сме сите за детство без мана. Зеленчу пичени овоше зрело, да правиме наше
Ние во нашата група работевме пирамида на здрава исхрана. Што треба да се храниме? Најмногу треба да јадеме ориз, леб, пченка, компир, шпагети, треба овошје и зеленчук, млечни производи, месо и најмалку сладки. Ние во нашата група правиме крстозбор за здрава храна. Кога ќе ги довршиме сите зборови, треба да го излезе зборот здрава храна. Ориз, мед, макарони, витамини, овошје, риба, исхрана, грашок. Ние имаме задача за да залепиме здрава храна и храна што треба помалку да ја јадеме. Зеленчук, овошје, риба, месо. А не треба да јадеме торта, помфрит, лижавче, кола, чипс, хамбургер. Ние игравме играта меморија и ако ги погодите зборчето и сликата, тогаш ќе го добиете сликичето и зборот, што ќе го каже. И нас ни беше многу интересна играта и јас и мојот другар Насер исто добиевме 10 и Насер доби 10. И така беше нарешен. Петар, готов ли си со појадокот? Не сакам да јадам, не сум гладен. Ајде, внучко, мораш нешто да ставиш во уста, како ќе тренираш? Погледни колку убав појадок ти подготвив, јајца слани на сокон понтокали. Мораш да изедеш барем половина. Не и не. Како не разбирате дека не сакам да јадам? Еве, ќе испијам чаша млеко и толку. Како ти помина тренинго денес? Добро беше, но повторно не можам да трчам долго време, како да ја губам силата. Зошто е така, не знам. Тоа не би требало да се случува, па ти редовно вежбаш. Може би дома нешто си работев па се изморил. Не, ништо не работев. Појадував и дојдов. А што појадуваше? Па пиев млек. И што уште? Па толку. Баба ми подготви јајца со сланина, леби сокот, портокали. Но јас не бев гладен. Запомни добро, за да може децата правилно да растат и да се развиват, а посебно да спортуват, потребно им е здраво да се хранат, да внесуваат витамини, минерали, јаглехидрати, протеини и масти. Почни здраво да се храниш и редовно да вежбаш. Само така ќе бидеш успешен спортист. Ви благодарам на советите. Штом е така, одам да појадувам. Бабо, мамо,